Ќе говориме за линијата СОС линијата Ало Бушевко, која што е прва и единствена во Македонија, формирана е дури од 1993 година и нуди бесплатна психолошка поддршка на младите лица и преку разговор всушност. Каква се друга помош нуди, зашто најчесто се јавуваат младите да бараат помош, колку е користена оваа СОС линија? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Мила Дамјановска од Детската амбасада Мегеш. И да ја посакаме добро утро. Добро утро и на вас. Ало Бушевко, како што рековте, е линија за деца и млади, која што нуди било каква поддршка која што е потребна на децата и на младите во тој момент. Најчесто тоа се всушност разговори на телефонот, меѓутоа темите варираат од најобично дете кое што се скарало со другарчињата и сака да го изслуша некој, се до многу посериозни проблеми или имаат проблеми дома, може да има суицидални мисли и дури обиди за самоубиство, меѓутоа навистина темите се од може би за нас баналното, меѓутоа за нив сепак голем проблем, нешто до било што друго. Кажете ми колку често се користи оваа линија и на која возраст најчесто се јавуваат младите лица? Најчесто се јавуваат две категории, доколку се помали лица од околу 7 до 9 години, најчесто се јавуваат нивните родители, не директно децата. Меѓутоа најчесто самите кога се младите кога се работи за млади, најчесто се јавуваат самите деца кога имаат околу 13 до 17 години. За најчести проблеми за кои што се јавуваат се категоријата повреда, каде што има физичко насилство, ментално насилство, меѓутоа и занемарување на деца спаѓа во оваа категорија со поголеми бројки. Исто така е категоријата ментално здравје, тука повеќе се повозрасните деца кои што се јавуваат за оваа проблематика, бидејќи често сакаат да можат некој анонимно да ги слуша, без да мораат да се представат и да го кажуваат ова на луѓето кои што веќе ги знаат. И како трета најчеста категорија е категоријата семејни односи. Тука се најчесто односите со родителите, но почесто се јавуваат родители на деца кои што имаат проблеми во семејството, односно во врска со бракоразводни постапки и не знаат како да постапат со децата во овој момент и сакаат да помогнат децата да бидат најбезбедни во целата таа процедура. Дали постои од прилика, можеби некоја статистика колку повици добивате на неделно ниво или пак на месечно ниво и дали тие повици се зголемуваат од година во година, односно дали уште постои тој страф, можеби срам, не знам како да го наречам, од јавување и искажување на својот проблем? Па да, можам да ви кажам во последните, во оваа година 4 месеци, првиот квартал од 2026 година сме имале досега 82 повици. Бројот на повици во главно малку се зголемува, меѓутоа во главно се околу 200 до 300 повици. Повеќе за минатата година може да слушнете бидејќи ќе има пресконференција за годишниот извештај на Ало Бушевко, што се случува секоја година, ќе биде во следниве месеци, така што ќе има таму повеќе бројки за таа година, меѓутоа во оваа година има 82 случаи, од кои што за трите најголеми категории, 22 се за категоријата повреда, 21 за ментално здравје, а 16 за семејни односи. Пред самиот крај би сакала да прашам и дали всушност овие повици се анонимни, за оние кои што можеби прв пат сакаат да стапат во контакт со вас и се плашат, стравуваат од нешто непознато, така да прашам, и како всушност пред самиот крај би ги охрабриле нашите гледачи, сите оние можеби кои што имаат проблеми, сакаат да добијат психолошка поддршка од вас? Прво да, повиците се секогаш анонимни, единственото нешто со кое што ние располагаме е телефонскиот број, меѓутоа ни тој не смееме да го дадеме никаде, само го имаме поради тоа што ни се јавуваат преку телефон. Нема потреба да споделат ни од каде се, ни името, ни ништо. Се што сакаат да кажат, ние сме тука да ги слушаме и навистина би охрабрила било кој што се соочува со проблем или за нивното дете или доколку вие сте дете или млад човек, би било навистина добро да се јавите поради тоа што Ало Бушевко е тука 24/7 за вас и во секој момент со што да се сочувате може да ве сослуша. Што да го кажеме и самото бројче, чисто гледачи. Секако, има два броја на кои што можете да се јавите. Едната е 070-390-632, додека другиот е 116-111, кој што е синхронизиран со Европската линија на деца и млади. Ве благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да ги потсетиме нашите гледачи дека може да добијат помош преку оваа линија Ало Бушевко. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа од корист. Говоревме за линијата Ало Бушевко, која што нуди бесплатна психолошка поддршка за младите лица. Прва и единствена СОС линија во Македонија, формирана во 1993 година.